Проектот за инсталирање на сончеви хибридни колектори во детската градинка Павлина Велјанова клон 1 е заокружен. Денеска представници од Екосолар и општината пробно ги пуштеа во употреба сончевите хибридни колектори, за да се уверат на лице место за функционирањето и ефектите од реализацијата на овој мощен значаен проект. Со поставувањето на овие колектори се возможува производство на електрична енергија со која пак се загрева водата. Дополнителен ефект од електричната енергија е осветлувањето преку новите светилки. Всушност, старите сијалици се заменети со нови LED светилки, со што се заштедува и до 50% од електричната енергија. Пуштањето во пробна употреба на овој систем значи дека имаме отприлика уште околу 2 месеци да се испитаат евентуални технички проблеми на системот, да се подесат сензори на светилките и така натака, да се види да не има некој потрошувач кој што дополнително би можел да се приклучи, персоналот технички кој што понатаму ќе продолжи да го користи, да управува со овој систем, да се обучи на некој начин, иако поставениот систем има потреба од многу мал човечки фактор за да функционира. Значи се е автоматизирано. Понатамошните активности во врска со овој проект, значи заврши овој техничкиот дел, не е конечно, декември ќе биде официјално пуштање. Понатака следува едукативен дел во кој што ќе бидат вклучени дечињата од големите групи. Значи 5 и 6 годишна возраст ќе имаат едукативен час на кој што ќе им биде презентирано на нивен начин, за да можат да сватат, да разберат, да осознаат што значат обновливите извори на енергија, на кој начин се искористуваат и што придонесуваат тие. Покрај ова, директорката на комбинираната детска установа Павлина Велјанова ги истакна придобивките од поставувањето на сончевите хибридни колектори, како за градинката, така и за дечињата кои половина ден го поминуваат во овие простории. Придобивки од аспект на заштита на животната средина, придобивки за градинката и придобивки за дечињата. Придобивките кои што се од аспект на заштита на животната средина се однесуваат на намалената емисија на CO2 во воздухот. Придобивките за установата се однесуваат на намалената потрошувачка на електрична енергија која што ја користиме за осветлување и за затоплување на вода која што особено се користи во централната кујна која што се наоѓа токму во овој објект и во јаслениот објект, односно во јаслената група за деца до 2 годишна возраст. А придобивките кои што се однесуваат на дечињата, повторно се однесуваат на заштитата на животната средина, значи и кој оваа популација да ја подигнеме еколошката свест како да ја заштитиме нашата животна средина. Децата да се запознаат што се тоа обновливи извори на енергија преку едукативни работилници кои што тековно ќе следуваат. И преку овие едукативни работилници исто така ќе го развиеме надпреварувачкиот дух преку организирањето на ликовен конкурс на тема Сонце, каде што децата ќе научат всушност што е тоа моќта на сонцето, а наградениот цртеж ќе биде предложен и за лого на градинката. Инаку со поставувањето на новите колектори, емисијата на CO2 ќе биде за 5 тони намалена, со што ќе се заштити животната средина, а ќе се заштитат и 5 мегабајти на час електрична енергија, односно $2000 годишно. Целиот проект чини $46.420, од кој $23.000 се од глобалниот економски фонд, а останатите средства ги обезбеди општина Кочани од сопствениот буџет.